Табиетлијата маж и брблају што си трампија жените. Чита Александар Станојков. Бидејќи две жени комшии со куќите, набргу се ставувале и се разговарале за многу женски работи. Придрузите разговори дошле да се разговараат и за мажите кој каков бил. Во Муабето и обете си плача од мажите. Едната се плакала за лошиот табиет, а пак другата за лошото викање и за лошото карање што се карал мажот ја. Не се тргај, пустио лош табиет, отпустио маж мојде, рекла првата. Што го имат? Кога ќе станам да метам куќата, тој ќе ми ја земи метлата од раце и од која ќе ми изгледа напорти, ќе вати тој да преметува и да ме кара што му иде од уста. И ќе удри метлата од земи, велејќи се лутина, вака се мети магарице крастанети, као што метиш. Кога ќе почнам да го палам огнот, тој па ќе дојде да ми препалува и да ме кара. Ќе земам да сеам брашно за леб да месам, тој ќе дојде и ќе ми го земи ситото од раце и ќе ми кажува како да го вртам ситото. Месејќи го лебо, али кога ќе го размесам, тој па ќе дојде да ме учи и да ме кара. Ќе свара манџа, тој ќе наоѓа мана, сол малце сум турила, сол многу сум турила, јок многу вода сум турила, јок многу жешка манџата сум ја ставила, јок многу студена манџата, јок многу лута сум ја направила. Ако направам зелник, и за него 300 мани ќе ми најде, јок многу пасен сум го направила, јок многу мрсен. Чорапе ако му давам да се обои, за нив 300 мани ќе ми најде, јок многу тесни, јок многу широки. Ако дојди ред до име двата црква, па 300 мани ќе ми наоѓа на лиштата. Оти не сум клала црниот фустан, ами ако сум го облекла белио, па мана ќе ми наоѓа, не сум го клала црниот. Ако се врзам со шамија, па ќе ме кара, оти не сум се врзала со кафтан. Ако се врзам со кафтан, па ќе ме кара, оти не сум се врзала со шќепе. Ако си клам чартлиите обетки, па ќе вика, оти не сум и клала алтанлиите. Исто ќе вика и за прстењето, за кондурите, не се. Тоа да го оставиме, ама кога ќе тргнеме да оиме црква, па 300 мани ќе наоѓа за оду, оти не сум вјасала, оти сум вјасала. Но јок не требало да одам рамо до рамо со него, чунки тоа било нечестно и срамотно. А па како одам подалеку од него, па ќе вика по мене ќе се кара. Ќе се лути, оти не сум одела до него рамо до рамо, чунки така прилегало, за кој да види да завиди. А ако дојде редо да ојме на свадба, па тога и белјата ќе се ја наедам со него, оти не сум станала побрго да го викнам да си ојме. Оти сум станала, оти сум седнала, па ќе вика по мене као пољак, оти сум станала и сум мошла да го викам. А па како стани тој да ме вика и да се ојме дома, па дома ќе ме мачи домачиње, оти сме дошле толку брго. Требало да поседиме, чунки никој понапред од нас не излегол. А па како станавме подоцна, па ќе вика по мене, оти не сум му рекла да си станиме побрго, ами останавме најпосле и сме се сториле за страмото од домаќините. Кога земам да перам, па мана ќе ми наоѓа, оти перам во вторник, али во петок, чунки тие дни биле многу лоши и не чинело. Ако се погоди да заврне во некој ден кога перам, па ќе вика по мене, оти не сум прала кога не врнело. Ако клам разбој да ткам, па ќе вика, оти сум го клала во пролета, ми требало да го клам во есен. А ако одиме да копаме лозието и да заврни, пак ќе вика по мене, оти не сум му рекла да не ојме. Така ќе вика и за натутун и за сите полски работи. А па која ќе оди на пазар? И да не му се погоди пазар. Па на мене ќе вика, оти не сум го запрела да не оди. Чунки зајрето што го носел на пазар се продало многу ефтино. А ако не ошол некој ден на пазар и се продал поскапо зајрето, па ќе вика по мене, оти не сум го натерала да оди, велејќи ми, немо ише вчера да ме натераш магарице една, да одам на пазар да продам поскапо пченицата. Ете така, кај живеам и црлям 35 години со моја машта бијетлија мори сестрице. Разбра или не разбра, кешќе нека беше брблајца да не беше табиетлија. Од која ја изслуша комшиката, издивна
и je reče: "Се чуда, мори сестрице, на тебе, како да не можеш да му го научиш табието на твојо маш. Јас да го имам твојо маш, во една недела ќе му го научам табието и ќе се живеам царски. Со мојон маш, со мојон, што непрестанно од зборување и барборење, на мене кажи ми, као да правам да за твоја лесна работа. Ти не знаеш да му угодиш, да затоа така вика по тебе. Јас да го имам твојо маш, еве како ќе му правам. Ќе сварам манџа и ќе ја делам на 2 саана. Едниот ќе го држам на огно да биде жешка манџата и другиот ќе го клавам на ладно место. Ако рече, жешка е манџата, ќе му ја оставам ладната или студената. Ќе постелам 2 постели, едната соба, другата во двор. Ако рече, оти сум послала соба, ќе го изваам надвор. Ако не ќе надвор, ќе го клавам натре. Ете така, мори сестрице, ќе му го научам табието и ќе си живеам пашаеш, му рекла втората. Лели си можела да му угодиш ти на мажа ми, да се трампиме. Ти земи го мојо, јас да го земам твојо, при се што е твојо посиромав, јако е брблајци, се едно те кара, а пак ти земи го мојо и види му ајро. Јас кандисувам, рекла втората. Само ти вечер кандисе го мажот ти и јас да го кандисам мојо, да дај Боже здравје, утре да направиме една трампа-трумпа, коњ за кобила. Мошне, Арно, му рекла првата. И јас кандисувам. Гледај некако кандисе го ти твојо маж, а да се трампиме. Вечерта и едната и другата му рекле на мажите да се трампат. Знаеш што сакам да ти речам, домаќине? Му рекла жената од табиетлијата. Нешто тебе? Не знам, ја рекол. Кажи ми да знам. Еве што сакам да ти кажам. Вчера се созборувавме со комшикана да се трампиме со мажите. Ај ти земи ја неа, да белчим ќе ти угоди, чун ти е помлада од мене. Еве, јас не могов да ти угодам 35 години, од која се водиме, да белчим комшиката ќе ти угоди. Што велиш? Кандисуваш да се трампиме? Ако е вистина тоа што ми кажуваш, мори жено, кандисувам и прекандисувам. Само и само да куртулам од една жена као тебе, што не си могла да ми го научиш табието во 35 години. Ајде, утре речи е на комшиката, нека си дојди при мене и ти крши си главата од моја куќа, да ми се рати са главата ти. Од многу учење, главата ми станала како тапан и не могов да те научам. Вечерта и жената од Брблајо го кандисала да ја земи комшивката. И тој кандисал да се истаи од него таа, да белчим, ако ја земи од табиетлијата ќе може да му угоди, да не вика по неа, како што викала по неа. Речено и свршено. Утрото беа се трампале и се нашле комшиите со трампени жени. Од табиетлијата жената му падна на Брблајо и почнала да му угодила, Арно, ама угодено, не угодено, тој само си викал по неа и врни не грми прајал, чунки таа се работела и не му повраќала збор. Со неповраќање збор, ватил Брблајо да и позамолчува и ватил да се подвалува таа жена. А жената, која се видела со таков маж, рекла беричатврсан од него, чунти не бил као табиетлијата што го имала и никако не му угодила 35 години. Сега да ја видиме жената од Брблајо како живее кај табиетлијата. Со прво сварила манџа и ја делила во 2 саана, едниот на огно го клала да стои жежок, а другиот да стои ладен. Дојде табиетлијата да ручат и му ставила синијата. Што ја клааш дури тамо синијата? Е рекол наврекнато. Поамо клаја. Ја потурал до него. Види, до колениците ќе ми пикне. Еве овде се клаја. И ја потурна малце потамо синијата. Побрго го клала саано со манџа на трпезата. Не се клава побрго манџата, мори никаквица, ми се клава лебо. И стајала манџата и отишла да донеси леп од ноќви. Види,
Види ја шутана, јаста и празна синијата, као гледам, ти ќе бидиш недоксана. Го донесла лебо и го клала на трпеза. Мори шута, ми требаше лебо да го исечиш, та после да го клаиш на трпеза. Го зела и го исекла со линџата што е била за појас и наредила парчињето на трпезата. Ту бре, гиди, што си била недоксана, ми се сеча толка и парчиња мори. И зела и преполоила парчињето. Погледај сега, па е исече мали као за наор. Остай, клај сано со манџа, ти јас да прокастам на 2-3 да си одам чаршија. До некаде пустата жена ѓоа му угодила и го клаа сано на софра. Скршил од лебо и макнал во манџата. Ту бре, гиди, што ти си сторила, ние да ме попариш, мори жено со манџава. Што е оваа врела манџа да ми ставуваш? Не можеше да излезеш надвор да понастими? На часо го зела тој сан со манџа и го ставила другио. Еве постудена манџа домаќине, му рекла. Лели сакаш постудена? Макнувајќи си од тој сан мажу еден залак, ја мавнал главата и фукнал со носот. Пак оваа манџа си ја настинала, мори жено, ама си била проста, и не солена си ја направила манџа. Сега нека ти помини, та друга што сано поглаќа те удрам, вака да знаеш. Кога го чулата биетлијата, пустата жена си подкаснала рилката и се пишманела дека се трампила. Ручале, како ручале, и 300 мани е нашол, во трпезата кревање, во метењето од трошките и во сите друзи работи, што и сработила до вечерта. Дошло време за легнување и послала жената 2 постели, као што е се таксуваше на комшивката. Едната постела во собата и другата во дворот. Дошло време да си легнат и едно влегол соба и ја видел постелата послана, фукнал со носот и ја свикал на врекнато. Тука најде да постилаш на оваа горештина, не можеше да постелиш во двор да спиеме раат, ами овде си послала. Слушајќи тие збори, жената му рекла, и во двор сум послала домаќине, повели надвор да си легнеме. Излегле надворта биетлијата и си легнал во постелата. 300 мани е нашол за постелата, за перницата, за јоргано и најпосле се ополил горе на небеси и ја видел квачката од звездите, та рипнал на газ и удрил на тупаница по вилици на жената. Вчора беше, мори жено, да не видиш оти над мене квачката со пилците и овде да постелиш, да ноќеска да ме серат со корешници. На, за тебе уште една тупаница. На часот рипнала сирота жена и избегала као палена кај првиот маж. Ако бил брблав, барем не бил та биетлија, да не бендисува ни јарно ни лошо, и си го зеде пак првиот маж. Од 2 зла си зеде едно подобро.